вториот круг од 8-те локални избори од независноста. Државната изборна комисија го објави одзивот на гласачите до 13 часот. Веднаш одиме во живо во ДИК. Александар Динев. Александар, што велат сега бројките за одзивот? На половина од времето предвидено за денешното гласање, односно после 6 часа гласање на овој втор круг од 8-те поред локални избори 2025, процентот на излезност на ниво на цела територија на Македонија е 19,96%, што е за околу половина процент, речиси помалку од првиот круг од локалните избори, кои се одржаа на 19 октомври. Што се однесува до Скопје, процентот на излезност до 13 часот, според најновите податоци кои ги пренесоа портпаролите на ДИК на пресконференцијата која се одржа предмалку, значи во Скопје гласале до 13 часот 15,28% од граѓаните запишани во избирачкиот список, односно гласале 71.849 лица, што е пак за околу 5% помалку споредено со првиот круг од локалните избори од 19 октомври, кога до 13 часот на гласање излегле 20,07%. Неголема излезност според податоците од ДИК на ниво на цела држава се бележи во општините Демир Капје околу 34% и Лозово исто така околу 34%, во Дојран има 31%, во Пробиштип високи 36%, а исто така близу 30% излезност до 13 часот има и во Брвеница. Најмала излезност има во скопските општини Чаир околу 5,35% и Сарај 3,58%. Ова е далеку помалку од првиот круг од локалните избори одржани на 19 октомври, колку за споредба, тогаш до 13 часот во општина Чаир гласале 21,78%, додека во Сарај на 19 октомври до 13 часот гласале 21,48%. Инаку според оценката на портпаролите на ДИК досега во овие 6 часа гласањето на ниво на цела територија, односно во сите 1777 избирачки места се одвива непречено и без проблеми, а до овој момент, како што соопштија на пресконференцијата, официјална пријава за прекршување на изборниот молк во претходните 40 на часа не се пристигнати до ДИК. Да ја видиме изјавата. До Државната изборна комисија се стигнати само информации во однос на тоа прашање, постапуваат институциите кои што се надлежни, се што треба во однос на ова да се информира, Државната изборна комисија би информирала до крај на денот. До сега нема пријави за неправилности официјално стигнати до Државната изборна комисија во однос на приговорите за лично избирачко право, како стигнува до Државната изборна комисија, така и истите се решаваат. Седницата во 14 часот е поради некои проблеми или е тековна седница? Седницата ќе се разгледуваат приговори и ќе се информираме за постапката за наблюдување на изборите. Александар, ова ме наведува на прашањето дали дознавте дали членови на ДИК беа во контрола на некои од избирачките одбори инкогнито, односно ненајавено, како што рече председателот на ДИК Кондарко? Да, иако таа информација председателот на ДИК ја соопшти уште на првата пресконференција во 9 часот и 30 минути, до овој момент немаме информација дали членовите на Државната изборна комисија инкогнито или ненајавено посетиле некое од овие 1777 избирачки места. Се надевам дека ова прашање ќе имаме можност да го поставиме за неколку минути од сега, кога ќе почне и отворената, односно јавната
седница на Државната изборна комисија на која се очекува присуство покрај на председателот и на сите останати членови на ДИК, така да доколку имаме можност ќе се вклучиме повторно од ова отворена седница во овие вести во 14, доколку не ќе пренесеме информација во вестите во 16. Така, Александар Динов во живо за одзивот на гласачите до 13 часот. Сара и Чаир ги спомна. Еве да видиме од Маријан Ников дали Чаир на вистина нема таков интерес како што кажуваат бројките за гласање само за градоначалник на град Скопје. Па, ајде да кажам токму така, Тино, тоа е барем она што ги добив јас информациите од општинската изборна комисија Чаир, значи до 11 часот излезноста била 2,6%, до 13 часот 5,35% излезност на гласање. Она што успеавме да го забележиме тука во едно од основните училишта во општина Чаир, слаб одзив. Најголемиот дел од присутните во училиштето се членовите на оние изборни одбори, значи делови од комисиите, каде што се популарно наречените кутии, каде што ќе треба потоа и да се пребројуваат гласовите, но мислам дека тие денеска нема да имат многу работа врз основа на тоа, и колкави беа кочаните кои што беа останати за гласање, иако од другите места некако беше најавено каде што бевме дека не во периодот околу 14 часот се очекува поголема раздвиженост, значи такво нешто тука можам да кажам нема, и оние граѓани што доаѓаат да гласат, целата работа мислам дека ја завршуваат исклучително брзо. Еве само и како дополнителна споредба од претходното јавување во Чучер Сандево, таму имавме во 11 часот 15 и повеќе процент излезност на граѓаните, па е сосема спротивно е сега во моментот во општина Чаир. Да, Маријан Ников, ти благодарам, но состојбата не е така во општина Аеродром, каде што се бира и градоначалник на локалната самоуправа, и на град Скопје. Наташа Мерцовска, што велат твоите бројки информации? Добар ден, Тино. Се јавуваме од најголемата скопска општина, каде што право на глас имаат околу 67.000 гласачи. Како се одвива текот на гласањето до сега и колкава излезеноста, разговарам со заменик председателот на избирачкото место Даница Иванова. Даница, како се одвива изборниот процес до сега? Изборниот процес се одвива мирно, се е во најдобар ред. До 14 часот имаме околу 28% излезност. Споредба со првиот круг, дали ова се пониски или повисоки бројки? Па ориентационо исти ми се чини до овој период. Очекувате поголема фреквенција попладневните часови? Да, мислам дека ќе има малку поголема фреквенција. Ви благодарам, Тино. Ние ги прашавме и граѓаните на оваа општина кои се нивните очекувања, па предлагам да слушнеме и нивната анкета. Сите очекуваме секои избори подобро нешто, ама не се случува тоа. Кои приоритети ви се најважни вас како жители? Се знае најактуелното е сметот во последно време. Безредиево да го следа, тоа е број еден. Подразбира, ќе се смира страстите и ќе се воспостави патека на работа. Све само да е подобро, да е поразлично. Ништо, се исто. Да, таква е состојбата во Скопската општина Аеродром, а како е во Кочани, каква е желбата кај кочанчани да излезат на овие избори за градоначалник на општината? Трајан Ристовски. Така, Тино, се јавувам од Кочани, од градскиот парк. Ова е градот кој што пред 7,5 месеци го погоди стравотна трагедија во која што животот го загубија 64 млади лица, а над 200 беа повредени. Веројатно, ова е и причината за слабата заинтересираност на граѓаните за изборниот процес, па во првиот круг се бележеше најмала излезност од сите општини во источниот плански регион. Никој од 6 кандидати во првиот круг не ја доби довербата од мнозинство од граѓаните за да биде прв човек на општината во следните 4 години. Инаку генералите говорат дека на единствениот избирачки список има 32.503 избирачи, кои што своето избирачко право може да го остварат на 63 избирачки места. До 13 часот во првиот круг споредбено излегле на гласање 20,5% од гласачкото тело или 6.500 избирачи, а денес тој број е помал и изнесува 5.988
или 18,48%, што значи дека заинтересираноста и понатаму опаѓа. Инаку за крај само би додал дека изборниот процес се одвива непречено и не се регистрирани никакви нерегуларности. Тино? Трајан Ристоцки, остануваш на истокот од земјава во следните Чешиново Облешево. Чинам дека е наред да се провери одзивот на гласачите, а ние одиме на југоисток на земјава. Зоран Ѓоргиев на езеро, убаво езеро, во Дојран. Зоран, што велат дојранчани? Сакаат ли да гласаат за градоначалник? Да, Тино, поздрав од Дојран. Дојранчани сакаат да гласаат, ова го потврдуваат и бројките. До 13 часот на избирачките места во Дојран своето право на глас го оствариле 31% од вкупниот број на запишани избирачи или 820 гласачи веќе гласали, и ова е за околу 6% повеќе во однос на истиот период од првиот круг, кога на гласање излегле 677 граѓани или 25,77%, значи станува збор за излезноста до 13 часот. Слична е состојбата и во другите две општини, каде што граѓаните денеска гласаат во вториот круг, односно во Валандово. До 13 часот своето право на глас го оствариле 25,67%, за разлика од првиот круг во овој период, кога гласале 21,26% од запишаните избирачи, и во Конче до 13 часот денеска гласале 28,30%. Затоа, како тече изборниот процес овде во Дојран, дали има проблеми, дали има нејасноти, ние разговаравме со еден од председателите на едно од избирачките места, конкретно 0383, па да ја погледнеме изјавата. Се наоѓаме на гласачкото место 0383 во Нов Дојран. Излезеноста до сега е 34%, вкупно 161 гласач. Инаку се одвива во најдобар ред. Тука е мирно и имавме представници од ОПСЕ и така. Како е ако направиме споредба со предходниот круг пред 2 недели одзивот излезност? Имаме зголемување, намалување до 13 часот? До 13 часот можем да кажем дека процентуалноста е тука некаде. Може ли некакви проблеми, некои нејасноти од граѓаните, како да го остварат своето право, технички проблеми или се тече? Се тече во најдобар ред, немавме никакви проблеми. Да, Зоран Ѓоргиев во живо од Дојран, југоистокот на земјава. Сега одиме во Могила, Дарко Штарговски од уште една општина каде што има интересна ситуација во однос на кандидатите во вториот изборен круг, се извинам, драги. Повели, Дарко, што има сега со Могила? Има ли интерес воопшто да се гласа? Да, Тино, како што кажа, овде ситуацијата е интересна исто како со претходната општина која што ја посетивме утринава, општината Македонски Брод, каде што веднаш по завршувањето на првиот круг од локалните избори, еден од двајцата кандидати кои што одеа понатаму се откажа, но бидејќи изборниот законник не препознава откажување на кандидатите, изборите тука мора да се одржат и на гласачкото ливче ги има имињата и на двајцата кандидати. Според последните информации кои што ги имаме од општинската изборна комисија, до 13 часот во општината гласале 836 граѓани, односно 18,13%, што во споредба со првиот круг е намалување за околу 7%, а во првиот круг во 13 часот излегле 25,22%. Но повеќе како тече изборниот ден тука во општина Могила, ќе ни каже председателот на општинската комисија Пеце Петровски. Господине Петровски, дали гласањето се одвива во мирна, фер и демократска атмосфера и како тече истото? Добар ден на сите гледачи на Сител телевизија. Пеце Петровски, председател на УИК Могила. Општина Могила вкупно има 4667 гласачи во 23 изборни единици. Значи, мислам дека народот во текот на овие изборни години созреа и веќе немаме никакви проблеми. Сите изборни места се отворија во 7 часот. Потврда од сите председатели, заменици дека се е во ред. Гласањето до сега течи се во ред. Сакам да нагласам дека вчера правото од пријавени 41
гласање на болни и немојкни, правото за гласање во домашни услови го искористија 37, за разлика од првиот круг имаше 27 пријавени, во вториот круг имаше плюс 14 пријавени. Како што кажавте, во 9 часот 258, во првиот круг 205, значи има намалување, во 11 542 со 495, сега 1177 со 846, што значи негде 7% намаленост. Меѓутоа, морам да нагласам дека во вакви средини луѓето се веќе на терен и си работат земјоделски работи, така да врвниот час во ваквите општини е некаде кај меѓу 18 и 19 часот, што значи дека не мора да значат овие коефициенти ништо. Во тој врвен час дека тогаш граѓаните се враќаат од работа, тие си работат на поле, се враќаат и си гласат во тој врвен час. Друго што сакам да нагласам дека имаше еден приговор досега, меѓутоа ние во соработка со ДИК одма пративме, жената не беше во избирачкиот список, пративме, повратно ни вратија дека се е во ред, му дадовме решение, таа веќе гласа во посебниот избирачки список. Сакам друго да нагласам, да направам некоја споредба од локалните избори кои беа во 2021 година, тогаш беше 66,6, за разлика од во првиот круг кај нас беше 69 сега. И од тој, од 718 гласачи има помалку од претходните локални избори, а ако направам споредба од парламентарните избори, кои беа во мај, 60 гласачи има помалку во избирачкиот список. Ви благодарам за овој краток разговор. Тоа беше јавањето од Могила и морам да потенцирам дека освен општина Долнени, сите останати општини во Пелагонискиот регион имаат намален број на гласачи во споредба со претходните локални избори од 2021 година. Марко Штарговски во живо од Могила, Нина Ритоновска е повторно во Струга. Каква е сега состојбата во Струга? Токму така, Тина, повторно сме во Струга, овој пат во Средното стручно училиште Нико Нестор. Изборниот процес тече се уште непречено во фер и демократска атмосфера. Излезноста и состојбата до 13 часот во Струга е 16,77%. Во споредба со првиот круг имаме значително поголема излезност. Во првиот круг до 13 часот излезноста беше 10,2%. Во Дебарци излезноста до 13 часот е 26,54%, додека пак во Кичево до 13 часот имаме најголема излезност 28,25%. За тоа како тече изборниот процес разговарам со Ивана Стојановска. Ивана, како тече изборниот? Па до сега е се во ред. Ние сме на избирачко место 1856. До сега излезеноста до 13 часот е 168 гласачи. Дали можеме да направиме споредба како беше во првиот круг до 13 часот, дали имаме зголемување или намалување на излез? Да, има зголемување. До претходниот круг беше 144, до 13 часот сега се 168. Дали до овој момент до вас има некои пријави од нерегуларности или неправилности во текот на изборниот ден? До сега не, тече се во ред. Стружани кога најчесто излегуваат, кога го даваат своето право на глас? Па обично после ручек во попладневните часови. Благодарам на гостувањето. Тина, во продолжение предлагам да ја погледнеме анкетата која што ја снимивме токму тука пред ова линковско вклучување. Какви очекувате да биде? Фер и демократски. Очекувате се да биде? Да. Вашите очекувања? Многу голем. Големи се очекувањата и Струга заслужува да имаме очекувања. Секој се надева на добри. Да, Нина Ритоновска од Струга. Даниел Василев е повторно во Тетовската или во Тетовскиот регион, во општина Брвеница. Се задржа ли трендот на пораст на одзивот помеѓу првиот и вториот круг како што беше до 11 часот, Даниел?
Добар ден, Тино. Растот на излезноста во оваа општина во Брвеница е практично причината зошто од Куманово се вративме тука. Тоа барем го покажуваат бројките од Државната изборна комисија. Морам да кажам дека тоа може да се почувствува и додека сме надвор, поради тоа е причината зошто сме и на улица. Многу е раздвижено, премногу луѓе се во центарот на Брвеница. Тоа може да се забележи и во околните кафулиња, меѓутоа и по паркинг местата во околината. За точните бројки кои што ги поседува општинската изборна комисија, дознаваме од председателот на комисијата Неџбедин Реџепи како се одвива до овој момент гласањето и која е последниот пресек на излезноста. Значи последниот пресек е од 13 часот. Значи излезноста е 29,73% или со вкупно гласачи 4800. Значи гласањето тече нормално, без некој прекин, значи како од саба или како што се отвори. Значи моментално нема нигде да се пријави дека има прекин или нешто друго. Друго чекаме сега резултати за излезноста во 15 часот. Другото све е во ред. Ви благодарам многу за овие информации. Тино, овој раст според податоците кои што се излезени до 13 часот е нешто над 10% со оглед на тоа што во првиот круг од локалните избори во 13 часот на гласање излегле 19,02% од гласачите и практично според она што можев да го видам на веб страницата на Државната изборна комисија, Брвеница е во оние општини во кои што има најголема излезност до овој момент и практично се наоѓа на седмата позиција по одзивот до 13 часот. Да. Даниел, и од ова што го гледаме за тебе, Брвеница врвулица од коли и луѓе. Даниел Василев во живо од Брвеница, време е за бројки, проценти за излезност, споредба со првиот круг и претходните изборни циклуси. Александар, имаме нов заклучок или истиот? Не, Тино, горе-долу излезноста го прати она што го очекувавме, благо намалување на ниво на цела Македонија, но тоа е очекувано имајќи предвид дека луѓето едноставно кажам имаат помалку избор на овие избори, имајќи предвид дека во поголемиот дел од општините гласањето практично заврши по првиот круг. Одиме да видиме како изгледа се тоа на табела на ниво на цела Македонија. Излезноста до 13 часот, што би се рекло на полувреме, бидејќи 13 часот е половина од изборниот процес. 18,5% е практично излезноста кога се сумираа сите податоци на 99,9% обработени избирачки места, само 2 фалат од вкупно 1777. Излезноста е значи за некој 1,5% поен пониска од она во првиот изборен круг и тоа е горе-долу некој тренд кој што го следиме во последните неколку изборни процеси. Пред се мислам за оној во 2021-та, 2017-та, сега може да кажеме дека веќе и некое друго време. Се забележува значително намалување на излезноста во главниот град. Може да се забележи дека во првиот круг имавме над 20% излезност, сега во вториот круг некој 5% поени пониска излезност, што би се рекло некој 25% намалување на излезноста, но тоа е и за очекување имајќи предвид како се гласа во оние скопски општини каде што доминираат граѓаните етнички албанци. Одиме на следната графика да видиме какво е гласањето во Скопје во оние општини кои што се уште избираат градоначалник во вториот изборен круг и може да се забележи дека единствена општина која што има раст меѓу двата изборни круга е општина Карпош, но и тука растот е, ајде така да кажеме, незначителен, нешто околу половина процентен поен. Тука некаде општина Центар исто како и во првиот изборен круг, слична е ситуацијата и во Шуто Оризарија, едно намалување од некој 1,5% поен има во општина Аеродром. Може да го видиме и цело Скопје на следната графика и тука многу добро се забележува зошто Скопје има 5% поени помала излезност. Треба да се следат Сарај и Чаир, 7 пати пониска излезност во Сарај меѓу двата изборни кругови. Од 21,18 на нешто над 3,5%, исклучително високо намалување во општина Сарај, нешто помало намалување во проценти имаме во општина Чаир. Може да се забележат 21,57% во првиот изборен круг,
нешто над 5% во вториот изборен круг и од тука е ова намалување од 25% или да речеме 5% поени. Одиме во некој од поголемите градови низ Македонија, може да се забележи дека општината која што има најмногу гласачи бележи одредено намалување на излезноста во Куманово од 16% во првиот изборен круг на нешто над 13%, но кога ќе направите споредба со она што се случувало во 2021-та, тоа и не е така невообичаена и ниска излезност. Општина Кочани е во рамки на оној просек кој што го држи во последните два изборни циклуси, вклучувајќи го и првиот круг, 22,4% во 21-та, 20,13% во првиот изборен круг, нешто под 18,5% во вториот изборен круг. И овде гледаме и едно зголемување во општина Неготино, како што веќе и најавив, тука ќе очекуваме интересна битка кога ќе ги сумираме резултатите и тоа веројатно резултира со едно благо зголемување на излезноста во ова општина. Одиме на следната графика каде што ни се прикажани општините каде што доминираат етнички албанци во етничкиот состав на самите општини и тука во пример во општина Кичево каде што се очекува интересна битка се забележува еден значителен раст на излезноста меѓу двата изборни кругови, 29,4% излезноста до 13 часот. Погледнете, тоа е дури повеќе од 2017-та, кога имавме значително повисока излезност од овие избори. Сега во општина Тетово се движиме некаде околу просекот за овој изборен процес, но и натаму прилично повеќе од оно што сме го имале во 2021-та. Може да забележите во моментов имаме речиси над 4,3% поени. Повеќе струга е во рамки на она што е просек за неа во овие изборни процеси од 17,5% во 2021-та, 16,8% во овој изборен процес. Одиме на следната графика каде што можеме да ги видиме оние така наречени жешки точки кои што ќе ги следиме со поголемо внимание во текот на овој изборен процес. Го коментиравме Кичево, го коментиравме и Карпош. Една веројатно од најинтересните општини во овој изборен процес ќе биде Брвеница. Забележете ги разликите помеѓу излезноста низ изборните процеси од 5,54 во 2017-та на преку 15,29, близу 15,3% во вториот изборен круг на овие избори. Го видовме Даниел, видовме каква е состојбата во Брвеница. На вистина имаше прилично зголемен број на луѓе кои што се движа. И сега на следната графика ќе може да видиме кои се општините со најголема и кои се општините со најмала излезност. Ова се 4 општини на ниво на Македонија кои што имаат најголема излезност. Забележувате, сите се преку 1/3 од вкупниот број на избирачи, но исто така треба да се забележи дека сите со исклучок на Пробиштип, каде што исто така најавувам интересна трка, сите овие општини се мали општини, меѓу нив и најмалата Лозово, каде што има само 1905 избирачи. И забележете ги општините со најмала излезност на ниво на цела Македонија, се забележува дека сите се скопски општини. Во 3 од нив нема втор круг избори, меѓутоа општината Шутово Ризари и натаму го нема избрано својот градоначалник и тука имаме таа е практично во топ 4 општини со најниска излезност. Тино, како што кажавме, се наоѓаме некаде на половина од изборниот процес, некои 18% излезност, веројатно математички кога би ги дуплирале, математиките велат на претходните избори имавме 20 во првиот круг 20% до 13, завршивме некаде околу 48, значи се дуплира и се додава уште некој процент, веројатно ќе бидеме некаде околу 40, 41, 42, меѓутоа треба да се има предвид времето денеска е исклучително убаво, некои го користат за работа по полињата, некои го користат за релаксација, градскиот парк е полн со луѓе, веројатно дел од нив се уште не се завршиле работата со гласањето и веројатно ќе имаме можеби некој скок во подоцнежниот тек на самиот изборен ден. И штета што е предизборен мок, па не можеме да искоментираме во чија полза, корист од таквите резултати, но ќе почекате, почитувани гледачи, и во следното издание 16 часот да ќе има најпрвен уштеда ваква анализа од 19 часот дневникот, интересни гости, анализи, ќе се знае кој
и ќе одобие всушност и победата, вкупната победа на локалните избори во земјава 8 од независноста на Македонија. Значи останете со Сител во 16 часот со мојот колега Маријан Николовски. Пријатно.